Голманот на македонската фудбалска репрезентација Столе Димитриевски е еден од најзборуваните спортисти во Шпанија во изминатиот период. Денеска му и ваше друштво без маска. Столе, добре дојде и мило ми е што прифати поканата за овој интервју. Добре, фала на вас за поканата. Јас себе во самата најава кажав дека ти си еден од најзборуваните спортисти изминатиот период во Шпанија, особено откако тргна оние муабети за трансферот во Барселона. Кога јас ти направивме едно пишано интервју за репортерите, прашав што се случува, ти ми рече, па знаеш како, кога голем тим како Барса зборува за тебе, нешто сигурно е вистина. Што се случи со Барселона? Добро, имаше голем интерес од Барселона, како и секој пат што кажа. Бевме доста близко, али на крај не се случи тоа што сите сакаме, така да за жал на сите. Тоа е, сега имаме репрезентација, летен природен рок и ќе видиме што како ќе се дешава. Да, можеби во летниот природен рок да се случи некој трансфер во Барселона или некој друг клуб, или остануваш во Раја? Океј, јас имам договор, имам уште 2 години договор и тука сум среќен, задоволен сум, али би сакал да напредувам мојата кариера, да идам во некој подобар клуб али се ќе се знае сега на летниот природен рок. Муабетите за Барса, морам уште малку за Барса да те прашам, муабетите за Барса почна неколку месеци пред да почнат муабетите за трансферот, кога ти во есенскиот период им одбране пенал на Барселона, па загуби 1-0 од Рај, на крај навивачите на каталонскиот клуб рекоа да му кренеме биста на Столе пред Камп Ноу. Добро, какво е чувството кога навивачи на противнички клуб те воздигнуваат толку многу? Добро, чувството е одлично, се осеќаш супер, зашто ипак знаеш дека правиш нешто многу добро, така да таму беше малку покритична ситуација од нивната страна, али окей, среќен сум и горд на тоа што го работам и што успеав да победам на таква екипа и да помогнам на мојата екипа со одбранен пенал. Ние имаме многу муабети, ама да тргнеме на нашата прва локација. Неодамна беше неофицијално прогласен за еден од најдобро облечените фудбалери во Шпанија и спортист со најдобар стил. Добро, од каде љубовта кон модата? Секој пат сум сакал да се облакам по-различно, по-модерно и така да едно од моите хоби кои што уживам и поразлично и специфично, да. Добро, како беше, се сеќаваш ли на детството, например, кога мајка ти те облекуваше? Како те облекуваше тогаш? Дали тогаш се разликуваше од другите деца и бараше да си поинаков? Или тогаш беше стопен во масата? Тогаш бев исто како и сите, исто нормално не поразлично, зашто ипак кога мајка ти и татко ти те облака, они те облака по нивен вкус и нивно мислење дека тоа е окей, тоа е добро. Трошиш ли многу пари на гардероба? Може да ви кажам дека да, али носам може некои поскапи ствари, може некои многу поевтини ствари. Едноставно ги вклопувам, имам различни марки што ми се свиѓаат, што ми се фаворит и имам некои што се поевтини, некои што се поскапи, али едноставно гледам да тоа се изгледа многу подобро или него многу поскапо или многу поевтино. А постои ли некој парче облека што толку многу го сакаш што секогаш го носиш буквално со тебе кога одиш на пат? Не можам да се одличам за едно парче, зашто ми се свиѓа се обновувам, имам понови ствари, некои ствари се постари што ги носам, имам некои ствари винтаж што ги носам, али немам некоја ствар што го носам секој пат. Пошто често одиш, патуваш со авион, се случило некогаш да ти го изгубат багажот и што правиме сега? Доста пати. Прво што помислам дали копачките и ракавиците ми се тука. Они се тука, после се друго е споредно, али да, многу пати, потом 10 години доаѓам за репрезентација многу пати
може да се случи да Ти да не избега неодамна, багажот. ти неодамна сними модна кампања со шпански бренд со custom made облека. Како дојде до таа соработка? Па помага кај имам некои продавници што купувам, еден од нив што работи неколку ми се пријатели, добри другари и секој пат ми вика имаш добра конструкција Модел. за да се изложат стварите, новите ствари и така дојде идејата до тоа. Дали си љубител на кафе? Дали имаш, на пример, во Шпанија, во таму каде што живееш, некое омилено место, каде што знаеш да отидеш да пиеш кафе, меѓутоа и одиш толку често што луѓето уствари не треба ни да порачуваш, туку знаат што пиеш па ќе дојдат и ќе ти го донесат кога ќе те видат. Па добро, одам по доста, сакам да пробам различни места на кафе, али да, имам свое место кај што одам доста долги години у Мадрид. Колку уживаш во шпанскиот живот? Колку е шпанскиот менталитет сличен на македонскиот? Па некој пат е многу сличен и некој пат е многу различен. Јас секој пат кажувам дека шпанскиот менталитет е многу сличен од тоа што луѓето од Македонија сакаат многу да уживаат, посветени се и фокусирани се на уживање, него на работа, не влагаат многу труд за работа, доволно колку што може да уживаат. И така да ја викам дека исто ние од тука се посветуваме повеќе на уживањето и тоа е добра страна зашто го искористуваме животот максимално како што сакам. Ти често доаѓаш во Македонија, нели, тука ти е семејството, меѓутоа како беше на почетокот кога се пресели во Шпанија? Дали ти беше тешко да се прилагодиш? И не само да се прилагодиш, туку да го научиш и шпанскиот јазик, пошто сега веќе го имаш оној шпански акцент кога зборуваш, најверојатно годините поминати таму. Добро, но секој почеток е тежок, али окей, се навикнав, може да кажам дека шпанскиот јазик доста брзо го научив и после 6 месеци можев да разговарам по телефон и доста лесно можам да кажам дека го научив. Добре, кога ќе си дојдеш дома во Куманово, зборуваш кумановски или тоа целосно го снема од кога зборуваш нели шпански јазик? Кога сум дома зборувам кумановски и тука кога сум за репрезентација исто зборувам кумановски. Какво беше детството во Куманово? На што се сеќаваш најмногу? Најмногу на играње фудбал, секојдневно играње фудбал, на идење у школа, играње фудбал, цело време бев окупиран со тоа. Ти овие денови беше во Куманово пред нели соборот сега со репрезентација, меѓутоа кога ќе отидеш во Куманово да се прошеташ, дали луѓето те гледаат како звезда или едноставно ти си столе што пораснал тука и не те приметуваат многу? Па добро, не може да кажам дека не ме дотолку приметуваме, али окей, се е тоа спонтано и сите знаат дека сум Куманово и јас секој пат кажувам Куманово е мој град, а јас сум него. И да, се осеќам многу пријатно, многу среќно и сум среќен што сум од таму. Во Куманово неодамна направија мурал со твојот лик. Дали те изненади прво муралот и дали сега додека беше дома успеа да отидеш и да го видиш во живо или само на слики што го виде претходно? Па, искрено да ви кажам, пријатно ме изненади и бев среќен кога видов, да, сега кога отидов во Куманово, поминав, го видов. Личи на тебе? Да, и се видов со луѓето и стварно сум пресреќен зашто што е направено такво нешто за мене. Колку си близок со семејството? Ти имаш помала сестра, ми се чини. Колку си близок со нив? Па, искрено, за мене моментално семејството е се. Ние сме блиски, иако далечината не разделува. Нормално, јас сум излегол од дома уште од мали години, али се тоа е било се тоа се случува за да може да се
да има за мене, за моето семејство подобар живот, успех, среќа и да можам да ги радам со радост и моето семејство со успеси во фудбал. Добро, доаѓаат на сите твои надпревари или ретко те гледаат на стадион? Да, кога имаме за репрезентација секој пат и кога ќе дојдат у Шпанија, нормално доаѓаат секоја утакмица. Колку често доаѓаат да те посетат во Шпанија? Па доста често, сестра ми исто доаѓа доста често, некој пат доаѓа татко ми, мајка ми заедно и искрено ги искористуваат 3 месеци максимално. Кога ќе ти дојдат на гости, дали им готвиш или ги носиш по ресторани? Дали знаеш да готвиш? Па најискрено најосновното што ми е потребно за мене, За да преживееш? Да, али окей. Пак ќе ти кажам, татко ми е многу за дома, али окей, нормално излеземе во ресторан да пробаме различна храна, да се интегрираат малку во градот. Која ти е омилената шпанска храна? За мене хамон е што сакам. Тоа е како пршута, само шпанско. А во однос на пијалуците, дали повеќе сакаш добро шпанско вино, сангрија или пиво можеби? Па повеќе сум по вино, љубител сум на вино. Пред една година отприлика се пофали дека си добил специјално пиво од Меси, кој што им го испратил на сите голмани на кои што во текот на неговата кариера во Шпанија им дал гол. Дали тоа пиво го проба или те стои дома како трофеј? Не, ми стои дома како трофеј, не сум го пробал. Сега, Кристијано Роналдо ми е еден од оние што не можам да не ги спомнам. На последната бараш утакмица што се играше помеѓу Македонија и Португалија, Роналдо не успеа да ти даде гол. Познат е по својата борбеност, по тоа што сака секогаш да биде најдобар, меѓутоа ти му ги одбрани сите голови. Добро, како беше чувството да не примеш гол? Окей беше. Тој делуваше дека е нервозен. Да, али дефинитивно јас подобро би сакал да ви примам гол и да ние би победиле, така да се фокусирам на цела екипа, не само на него, али окей. Тоа е супер зашто он не ми дал гол, али пак ќе ти кажам, пак би го сменил тоа за победата и учеството за победа, да. Столен, имаме уште многу фудбалски муабети, ама ајде додиме малку да се прошетаме. Не те прашав, колку татоважи имаш? Па добро, имам доста татоважи, љубител сум на татоважите, имам од Европско првенство, имам од моите, имам татоважи кои кажуваат нешто за мене, за мојот живот и буквално ми се допаѓаат татоважите. Добро, ама ако се сеќавам, Панчо од ДНК ве истотовира имињата на сите од репрезентација на ногата за да ви оддаде почаст. Како реагиравте кога видовте дека ви истотовирал сите? Па одлично, да ти кажам, најискрено пресреќен сум што луѓето цена на тоа што сме го направиле и окей, се љубители на татоважи го експонираат на тој начин, другите го експонираат на друг начин. Едноставно тоа е голема захвалност за тоа што сме направили. Кажи ми, како едно дете решава да биде голман, а не фудбалер? Од секогаш ли сакаше да бидеш голман? Па не, прво играв, немаше кој да биде на гол, јас застанав, ми се допадна и денеска останав голман. А кога, да речеме, некој тим, некоја екипа ќе победи репрезентацијата, секогаш главен, секогаш го величаат тој што ќе даде гол. Меѓутоа, ако изгуби, голманот е крив за се. Какво е чувството па секогаш да бидеш крив за се ако изгубите? Океј, јас не се чувствувам секој пат крив. Едноставно ова е тимска игра и да, тука и одбраната, најбитно е тимот, кога победуваме сите и кога губиме сите. Али океј, тоа е дефинитивно кога ќе примиш гол дека сите гледаат на кај тебе, али океј, тоа те прави појак и остануваш појак во тешките моменти, покажуваш дека си баш појак од сите тие работи. Ти на 18 години од Македонија замина во Шпанија за да си го оствариш фудбалскиот сон. Колку од тоа што го посакуваше на времето како тинеџер, успеа да го постигнеш до сега?
Па добро, можам да кажам дека 70% од тоа што е максимумот да се дојде до фудбалот сум го постигнал. Али секој пат сум човек кој што сака да се надпреварува, да напредува и затоа моментално во момент сакам да одам у подобра екипа, да можам да играм европски надпреварувања со една од шпанска лига, една екипа. Пред 10 години кога отиде во Шпанија, дали воопшто помислуваше дека во еден момент ќе бидеш и прв голман на македонската репрезентација, меѓутоа и дека ќе стигнеш до фаза кога гигант како Барселона ќе бара да потпише со тебе да ти има во своите редови? Па добро, сите ние се бориме да достигнеме цел во нашите цел, нашите најдобри нешта што сме ги замислиле, така да за мене да бидам голман на македонска репрезентација и веќе Ти беше и на младинската до 21 година, мислам, да? Да, бе, и до 6 години представувам пред Горсум, што иако сум дел од таа репрезентација, иако толку години сум дел, само сум најстенен за успесите што ги имаме постигнати до сега и така да нормално се борам у клуб да достигнам максимално ниво, да може да играм, да напредувам, да ме барат подобри екипи, за да може да дојдам и да дадам максимум за македонската репрезентација. Колку се чести повредите кај голманите? Па да, нормално голманот поретко се повредува, али обично има поголеми повреди кои ќе се повреди, али повреди се поретки, баш доста поретки кај голманите. Кој ти е голмански идол? Сега бе сум кажал дека Буфон го сакам највеќе и ден денеска и уште брани. Така да он е еден од најбитните идоли до сега што сум имал во кариера. Ти во интервју што правевме за репортер ми кажа се сретнав со Буфон на надпреварот Македонија и Италија. Добро, имавте средба или само го виде на терен? Дали успеа да стигнеш до него да разговараш? Го видев на терен, го поздравив, поразборуваме малку нормално како како и со секој противник, али ја мислам дека тука бе малку шокиран од што бев толку импресиониран за него, зашто он епак може е крив зашто сум ден денеска голман, така да таа е случката што се деси на утакмица. Добро, дали ти се случило низ текот на годините, особено на почетокот на кариерата, кога ќе видиш некој од луѓето кои што си ги гледал цело време нели на телевизија, кои што ти биле идоли, да отидеш да им побараш автограм или да им речеш да си го замените дресот? Па добро, да, нормално менјавам дресови со играчи кои ги познавам, со играчи кои сум играл и едноставно малку сум побарал на играчи што не ги познавам или не сум близок, али доста на неколку играчи сум побарал како на Ноер или како на Дегеа дрес. Каде ги чуваш сите тие дресови? Имаат некое посебно место кај тебе дома? Па да, имам дома направено посебно место за дресовите од македонската репрезентација и од надпреварањето за македонската репрезентација и дресови од шпанското првенство и надпреварањето ги чувам во Шпанија. Добро, велиш Буфон ти бил голмански идол, меѓутоа ти беше ли кеф кога ја победивте Италија во квалификациите за светско и кога буквално европскиот првак го исфрливте од надпреварувањето, нема да одат да играат поради Македонија? Па добро, ние знаеме и веруваме дека можеме да достигнеме такво нешто. Е нормално сега медиумски и фаворитски се Италија беше, они у предност, али окей, ние бевме фокусирани на нас, на нашата игра и ти имаше одлични одбрани на целиот тој надпревар. Добро, секој пат се трудам да бидам максимално концентриран и давам мојот максимум за да може да придонесам на екипата за победа. Добро, а кажи ми што е со пеналите? Колку се учи бранењето пенали? Па добро, сега дали е среќа или е знаење? Пеналите може да биде среќа, може да биде инстинкт, може да биде знаење, треба да се поклонат неколку коцки у тој момент, резултатот, притисок и мислам дека тука е повише психолошка игра него одлучување дали ќе одиш лево или десно, да приметиш, да осетиш и едноставно мислам дека е доста битен инстинктот. Добро, а дали е вистина она што велат дека буквално секунда пред да ја шутира топката
играчот, од неговата поставеност на телото, голманот може да процени дали ќе отиде топката лево или десно. Па да, сега може у таква ситуација, може тоа се брзи ситуации, тоа се секунди. Може ќе осетиш, може моментално играчите тренираат да шутираат пенали. Сега и ти треба да тренираш да направиш да може да имаш така да инстинкт или у тој момент позиционирање на телото, било што тражиш извор на информации кој што може да дојдеш до браната на пенал. Колку си среќен со оваа македонска репрезентација и со успесите што ги постигнавте со одењето на европско, за малку ви избега светско? Па искрено да ти кажам, многу гордо се чувствувам со оваа репрезентација, ова група на играчи, зашто е сменен менталитетот, е сменен надпреварачкото мислење, е сменето, зашто ние секој кога одиме со наше оружје да победиме. Не одиме да не изгубиме. Да, Македонија одамна не игра дефанзивен фудбал. Така да и сега у последните утакмици доста противуваме и офензивен фудбал, иако со Италија беше доста дефензивно ради тоа што Да, ги победивте со Канаджос, со Катанаджос, со нивниот. Може на таа утакмица селекторот да спремил таква припрема за утакмицата и тоа би било најдобро да се победи утакмица, така да најискрено сум пресеќен и прегорд на оваа генерација. Дали си близок со дечките од репрезентација? Дали комуницирате кога не сте на припреми на нормално, превари? како и у секој тим, секој пат имаш блиски другари од репрезентацијата. Сега нормално имаме група која комуницираме сите заедно, али пак приватно комуницираме со неколку играчи. Со кого си најблизок? Кој знае работи за тебе што да речеме другите во репрезентација не ги знаат? Па Дамјан Шишковски највише знае. Заедно бевме во работнички. Да, таму е почнати и кариерата. Се оделивме и веќе тука сме доста години и имаме одлична релација заедно. Има доста ствари што јас знам, он што знае за мене во приватен живот. А за девојките знаат за твојот љубовен живот? Тоа не те прашав претходно. Па нормално, ние збориме за се, за фудбал, за женски, за милион глупости. Добро, бидејќи ти едно време, барем медиумите во Македонија пишуваат дека имаш девојка од Шпанија, сега во последно време не објавуваш ништо. Каков ти е љубовниот статус? Претпоставувам дека гледачите на емисијата ќе ги интересира дали е Столе зафатен или не. Не, во момент не сум зафатен. Сега сум славен, имав женска, сега сум веќе 2,5 или 3 години слободен. Јас ти благодарам за времето што го одвои, посебно што знам дека после ова ти следува тренинг со репрезентацијата, така што се гледаме во некоја следна прилика и многу успех. Океј, фала на вас, се најубаво.